Мартин. Емо здраво. Може ли да те замолам, оваа анкетава на Дневник ја превземаат вашиве? Добро. Ако може да не ја превземат. Ние не сме уздрамани, него ние едноставно слепо све исполнуваме што побара до секој секунд. Тоа е кај нас проблем. Може ли во целост да го пуштите интервјуто на премиерот за Мија? Може му вечер. За тужбата денеска е актуелна. Добро. Која тужба? Ова со Грција. Добро. И оваа Богатинова го викнала овој Денко Малевски. Добро. Ки кажам да го тргне, добро. Нели ве замоли вчера за... Па идеш Шо? и Во 11 во ноќта никој кога не гледа. Сите кога спијат. И да ти кажам, значи не претерујте зашто има од кај твојот премиер толку многу порачки и што вестите на сите од секундон обичен се пропаганда на ВМРО ТПМН. Овие сегменти од прислушуваните разговори кои во 2015 година ги објави тогаш опозицијскиот СДСМ се само освежување на меморијата. Како во еден период се уредуваа најголемите медиуми во земјава. Од денеска и официјално може да се провери одговорот, зошто тие медиуми ја предадоа уредничката палка на тогашната власт. Порталот Призма објави дека од 2010 до 2017 година владите предводени од ВМРО ДПМН искеширале 26,6 милиони евра кон 5 приватни национални телевизии за емитување владини реклами. Но парите воопшто не се делеле рамномерно. 95% од сумата завршила кај 3 телевизии, односно Сител добиле 10,2 милиони евра, Канал 5 8,5 милиони, а ТВ Алфа 6,3 милиони евра, во најголем дел по 2013 година, кога се смени сопствеништвото, а потоа и уредувачката политика на телевизијата. Од друга страна, телевизиите што задржаа своја уредувачка политика добиле трошки. Телма за 7 години добила 859.000 евра, а Алсат едва и 545.000 евра. Ова истражување на македонската редакција на Балканската истражувачка репортерска мрежа немаше да биде можно да не беше одлуката на владата да ги стави на јавен увид сите трансакции на веб платформата Отворени финансии. Прво и основно, оваа алатка овозможува да откриеме трошоци кои што досега не сме можеле да дојдеме. Например, како што е случајот со бонусите на Катица Јанева. Не е дека претходно колеги не се обидувале да дојдат до тие информации, меѓутоа тие не биле достапни. Според Апостолов, алатката Отворени финансии не е наедноставна за користење, но и не бара високи компјутерски вештини. Со тоа, вели тој, таа е навистина достапна за поширока публика, но предупредува и на можните замки. Прво, ќе се сложам со сите оние што викат дека ова поставува стандарди, со оглед на тоа што и ова, а и било која друга власт, утре, ако ја симне оваа база, или ако, не знам, случајно не работи, и од не знам какви причини почне да не работи, тоа ќе предизвика проблеми. Луѓето ќе се навикнат да ги добиваат тие информации. Значи, од тој аспект поставува од аспект на транспарентноста поставува стандарди, од друго и ние и граѓаните на Facebook кои што објавуваат информации мора да внимаваат сето тоа да го стават во контекст. Не секоја исплатена пара од државата е криминално заработена. Добар пример за потребната внимателност за која говори Апостолов се бонусите на Катица Јанева. Истражувањето на Бирн покажа дека екс-специјалната обвинителка зела 157.000 евра додатоци на плата за речиси 4 години. Сумата е еден од проблемите, но во случајот се проблематизира и законската основаност. Токму поради тоа јавното обвинителство најави постапка. Доколку се утврди дека има основано сомневање за извршено кривично дело, ќе се постапи согласно законот. Свои проверки најавија и антикорупцијската комисија и управата за јавни приходи. Од друга страна, беше објавено дека архитектот Мирослав Грчев примил околу 17.000 евра за 2,5 години. Првичниот впечаток се менува ако се пресмета дека тој всушност добивал по околу 35.000 денари месечно, иако се земе предвид дека во тој период Грчев бил и советник во владата и член на комисии во Министерството за култура. Случајот со Грчев беше причина за реакции на дел од интелектуалната јавност. Например, универзитетската професорка Катерина Колозова го отвори прашањето на правото на приватност. Ова е упад во приватноста на Грчев. Сега треба да се прашуваме колку тој одговорно ги сработил парите или колку одговорно трошила државата.
Како е релевантно ова за мене, за јавноста? Овој дел законот кој ги изложува физичките лица ги крши основните принципи на човекови права и право на приватност и ќе добиете сериозен шамар од Брисел за овој потфат. А и Ири, со кој памет? Јас не знам со кој памет е правено ова вака. Има ли министер во правда? Да се крсти човек, сериозно. Од Меѓународниот републикански институт ИРИ, организацијата која директно го помогна проектот чиј идеен творец е поранешниот министер за финансии Драган Тевдоски, велат дека базата не ги загрозува законите за заштита на личните податоци, бидејќи не се објавува матичен број или адреса. Се објавува само име и презиме, и тоа само име и презиме за оние лица кои што имат други приходи од буџетот на државата, кои што не се плати, не се боледувања, не се социјални давања и така натака. А што се однесува до објавување на податоци од различни договори на приватни лица, и тоа е нешто што се трошење на јавните пари и тие мора да бидат јавно достапни. Во ИРИ се задоволни од првичните ефекти, но велат дека на долг рок очекувањата и целите се многу повисоки. Влијанието на отворени финансии ја очекувам во иднина да биде уште поголемо, кога истражувачите, било тоа да се новинари или граѓански организации, ќе побарат и дополнителни документи од институциите за да утврдат врз основа на што се трошени парите кои што доаѓаат од буџетот на државата. Бидејќи крајната цел секако е да се трошење на јавните пари биде со најдобри ефекти за граѓаните и најдобри услуги. Саздовски го посочува примерот на Словенија, каде платформата за отворени финансии ја користат и државни органи. Не само медиуми треба да се корисници на овие податоци. По примерот на Словенија, каде што овие податоци, нивната тамошната антикорупцијска комисија ги користи и заедно со комбинација на други податоци од јавните набавки, од менаџерски структури на компаниите, од финансиски извештаи на компаниите, со што се дава уште една поширока слика за ефектите од трошење на буџетот и на тој начин нивната антикорупцијска агенција придонесува кон превентивна улога, односно превенција на корупција. Актуелната гарнитура на власт разбирливо ја дели идејата и целта на платформата Отворени податоци. На промоцијата, токму премиерот Зоран Заев ја повика јавноста да ги користи податоците и против неговата и против секоја идна влада. Сакам да искористам оваа прилика и да упатам јавен повик до граѓаните, медиумите и граѓанските организации редовно да ја користат платформата Отворени финансии и при тоа да бараат нелогичности. Само така, притисокот кон носителите на јавните функции, на оваа и на сите влади во иднина ќе биде голем и ќе ги натера директорите и министрите да бидат поодговорни во однос на трошењето на буџетските средства. Додека алатката несомнено носи корист за јавноста, таа во себе носи и ризик, гледано од агол на политичките елити. Рано е да се предвидува дали политичката цена на отворените финансии ќе влијае долгорочно на животот на платформата.